Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојавте во уште едно издание. Јаде Бурек на ТВ Сонце. Вечерва имам чест и задоволство да ја поздравам Ана Глигорова, која вечерва гости во моето студио. Господјо Глигорова, добро вечер и добро дојдовте. Јас и вие се знаеме уште од времето на еден телевизија, кога ја започнав ја оваа серијал со ноќни програми, тогаш беше ноќни разговори, идеше еднаш и започна точно дента кога официјално 2001 година кога започна конфликтот во Македонија. Не сум битен ни ја ни мојата емисија, туку вас. Ја вас од таму ве знам по нешто сосема друго. Иако сте новинар, работите во медиуми, колеги сме и така натаму, да, режисер. Мене она што ми остави впечаток од она што го правевте е видео артот. Тоа беше една нова форма во нашите телевизии воопшто да се презентира како видео джинглови, како шпици, сосема едни откачени и тоа многу интересно. Во исто време тоа беше и кога беше господинот Абјанич, покојни Абјанич, и стварно тогаш дававте на телевизијата еден многу која беше најкомерцијална евер, без не може да се споредат сите заедно телевизии со А1 во тоа време, и дававте еден многу поинаков шмек на визуелното, кое комерцијалното се преплетуваше со артот и така натаму. Работите ли уште така? Чисто ми е, пошто се гледаме после многу децени, да ве прашам, тој видео арт, тој порив режисерски за таква креативност, ја имате ли уште, работите ли нешто така? Сосема за мене. Прекрасно од твоја страна што се сети на тој период, еден од најубавите периоди. Тоа е 90-тите години, да речеме од 94-та, 5-та, 6-та до 2002 година. Тоа е тој период кога беше многу плодна таа една експериментална експресија кај еден дел од уметниците во Македонија. Генерално тоа се уметници кои или беа режисери по вокација, или беа ликовни уметници, бидејќи беше сплетна ликовна уметност и режија, беше сплетна експерименталниот филм. Кај нас го работеа неколку луѓе, меѓу кои секако е Драган Абјанич, со кого имав чест. И вие? Да, Изи во тој период, Игор Иванов Изи во тој период, да, малку порано, он работеше на таа форма експериментална, потоа премина нели строго во филмска форма. До Драган Абјанич имав чест да работам со таа прекрасна личност, со тој исклучителен генијалец, со тоа што уживам да го спомнам неговото име и презиме. После толку долго време Абјанич да го спомнам, човекот кој добиваше награди на светските фестивали. Значи во Локардо неговиот експериментален филм беше на прво место од 4000 филмови во свет. Кој филм? Значи тоа беше Не, дали спомнавте име? Не. Не, извинете. Неколку филмови негови беа на многу високо место позиционирани и имав таа чест да ние соработуваме. Значи, ние почнавме да соработуваме веднаш кога дојдов во А1 телевизија, значи 96-та година. Го запознав него по препорака, Ана вика, со него ќе можеш да работиш, вика, вие сте многу слични. А јас почнав на неколку емисии да работам со него. Како влеговме во таа заедничка еуфорија на создавање на видео, јас и претходно бев заразена со видеото. Значи, се најдовме по сензибилитет. Да разберат гледачите, да. видео арт форма. Видео арт форма, тоа е телевизиска форма, видео форма е тоа. Прилагодена е за телевизија, тоа не е филмска форма, но има проекции филмски, имало проекции секогаш филмски на експерименталниот филм, бидејќи тоа е друга категорија, не влегува во категорија на игран филм, краткометражен, долгометражен и така натаму. Но сите тие начини на кои ние изнаоѓавме различни сценарија, бидејќи тоа е визуелна форма, таму нема многу зборови. Али се она ликовно од мене што беше буквално експлицирано во таа наша заедничка експресија со Драган Абјанич и бевте гледани во тоа време, бидејќи имавме политички коментари. Видео политички коментари на состојбата која се случуваше во тој период во државата, да кажеме, тоа биле 96-та, 7-та, 8-та, многу бурни години за Македонија. Да кажеме, многу интересен серијал Маргини имавме, каде што во Маргини ние двајцата дискутиравме визуелно за она што се случуваше во самата држава. Дојде друга власт на власт, па и таа не се покажа. Па почина Абјанич 99-та година, јас продолжив. Продолжив сама. Значи, направив еден доста долг серијал Улица без број, од тогаш на Совет за радиодифузија го правев.
Па над 40. Улица без број. Улица без број, да. Тоа беше видео За арт серијал. Видео арт серијал. Да. Постои негде на YouTube? Па треба да го ставам, има некои видеа на YouTube, тоа се многу, 12 филма направив експериментални. Зошто не ги ставиш? Треба да ги ставам на YouTube. Дај ми ги. Уметникот, знаете како, уметникот секогаш последен. Дај ми ги, ќе ги пуштам во емисија. Над 40 Досие, документарци. Скопје, сите тие што беа за радиодифузија, ја ги пушти во емисија, затоа што нема веќе кој да ги пушти, се заборава таа форма. Сите се тие да некои бета касети кои треба, нели... Немаш ништо на YouTube на свој На канал? YouTube имам нешто, не го одржувам. Имам некои 4, 5, 6 видеа. За Гета работев еден прекрасен експериментален филм у тоа време, 2001-2002 година. Ако ми дозволиш, ја ќе ги пуштам наредниот период во над во 40 имам и повеќе... Тоа се краткометражни? Краткометражни, не повеќе од 14-15 минути. Експериментални филмови. Да. Со задоволство. Има и 40 минутен еден, значи имам над 40 видео арт, експериментални документарни филмови за бронзано доба во Македонија, за антика во Македонија, значи за писменоста во Македонија. Исто тоа од Совет за радиодифузија. Над 40 сама што ги работев. Жал ми е што не сум комерцијална телевизија, ти сега ќе го прекинев интервјуто, ќе ти извадев договор да подпишеме и да ти ги преземам да ги емитувам. Но само можам од почит да ги емитувам затоа што сум тотално некомерцијална. Ние ги добивте тогаш, ги добивте на конкурс, тогаш беше. Да. Не сум за радиодифузија. Со задоволство ќе ве контактирам после емисија да ги продолжив, добијам. Ја цело време работев на тоа, но во еден момент сватија вајда претпоставените дека она треба комерцијално да размислува, да целото свое знаење и искуство да го искористи во комерцијални сфрги и почнав нели маркетинг малце повеќе, отидов во еден дел на живи емисии, контактни емисии, да режирам, работев на разни квизови, работев многу реклами јам снимано. Имам надвор од телевизијата снимано доста документарци, значи некои за мене лично. Денеска работам пак во телевизија, целиот мој животен век. Сега работам во 24, зад камера нормално. Кога заврши вашата кариера во еден телевизија? Па во еден со затварањето на телевизијата. Јас бев долго време таму. Што се случуваше? 17 години. Може ли да евоцираме малку онака слободно да вака една ваша визија што се случуваше? Знам беше огромен притисок, една силна борба помеѓу тогашната власт и Велија Рамковски, која резултираше со конечно затварање на телевизијата. Како вие го доживеавте? Евоцирајте ми спомени од тој период и од затварањето на телевизијата. Летото, односно тоа почна есента 2010 година, со упадот нели над. Сега не можам да ви кажам колку специјалци влегли, колку полиција влегла во телевизијата. Јас што току излегов, се отидов дома ми се јавија. Ана вика, обсада од полиција има. Тоа беше првиот упад. А второто, она класично затварање на телевизијата беше во 2011 година, летото. Ова време, негде јули, мислам нека комплетно беше исклучена А1 телевизија. Многу емотивно. Јас бев емотивно врзана за таа телевизија токму поради тие ликови, поради тој Абјанич, поради сите тие наши контакти. Имаше прекрасни луѓе таму. Па ти беше таму, се сеќаваш кои све луѓе работеа. Тоа беа прекрасни луѓе. Мислам дека ме разбра кога те прашав рапери, кого све спомна. Луѓе што се разбираа во џез музика, уметници, значи одлични некои новинари од областта на културата. Имаше многу интересни луѓе, имаше една прекрасна екипа. И се тоа е еден емотивен период кој јас како да кажам човек зад камера само наблюдував вака како се гледам на прв план беа новинарите. Значи тие што ја водеа нели информативната програма во тоа време и тие беа под некој притисок голем. Тој притисок голем беше и од другите медиуми, за жал, телевизиски. Имаше емисија да ме викнеш, па ја да ти кажам за емисијата моја и за притисоците што ги крајниот етатизам, значи кога власта влегува во една етатистичка форма. Крајниот етатизам, кога државата не е во служба на граѓаните до крај, значи државата треба да биде во служба на граѓаните. Тоа етатизам, тоа пренесување на затварање на телевизија во живо. Секој вечер пренесување една те иста порака, дека некои таму лоши работат, дека таа телевизија мора да се затвори, тоа влијае. Тоа е телевизијата е масовен медиум. Значи тоа влијае на психологијата. Се создава една психопатолошка состојба во која и стокхолмски синдром исто. Знаеш за стокхолмскиот синдром, кога жртвата почнува да верува дека тој што ја тлачи, тој што ја држи,
со репетиран пиштол на глава, дека всушност ќе ја спаси. Да. Дека тоа е единствен спас. Па Да. јас баш сум читала за тој стокхолмски синдром, група психијатри и психолози во Стокхолм после таа нели плячка на банка, грабеж на банка, ги собрале сите тие жени, деца, возрастни луѓе, благајници, вработени во банката и работеле со нив. Они не можеле со месеци да ги убедат дека тие што ги држале со вперени пиштоли и што им се заканувале цело време дека всушност не се нивни доброчинители. Нека не можеле да ги убедат. Историски милион пати се повторило. Не почнало со Стокхолм. Со Стокхолм ние сме го само дефинирале. тогаш психијатрите... Иначе, како се создавале сите оние тоталитарни режими кои со децении макијавелистички беше пристапот. Значи затварањето на Ајден беше макијавелистички пристап. Падната природа како луѓе, ние таа извитопереност ја прифаќаме како нормалност. Значи, самиот начин на затварањето на медиум, кој бил гледан, да кажем, имало емисии кои биле стварно гледани, да кажем, некои серии кои луѓето ги чекале, и моментот на затварање кој доживеа емотивно и гледачите. Значи, има тука поделеност на гледачите. Неколку телевизии, сега не ги споминам имињата, исто така има високи рейтинзи. И тие две телевизии, да кажеме, се офајдија со затварањето на Ајден, да оди дојдат, нели, доста повисоко, па најверојатно тоа им била и целта во тој момент. Но да, премногу емотивно. Некако знаеш, требаше да на ентузијазам сме седеле до 4 сабајле, до 6 сабајле, сме монтирале, сме снимале, туку ќе влеземе, ќе снимаме нешто, ќе цртам јас нешто у црни зори. Бидејќи многу ваши колеги од Ајден тогаш беа уапсени. Не, мене дури на информативен разговор не ме викнал никој. Сум чиста. Не дека сум чиста, не дека некој бил Валкан. Не сакам да влегувам во такви муабети, кој бил Валкан, кој бил чист, на чија страна бил. Во секој случај, начинот на кој тоа беше реализирано беше сатрапски, автократски. Знае авторот зашто зборам, тој е авторот на начинот, многу добро знае што направил. Значи, што им направил на луѓето внатре, значи огромна бројка на луѓе што работеа во Ајден, на гледачите што го гледаат тоа. Од тој момент Македонија се смени. Од тој момент, од затварањето на Ајден, Македонија се смени. Во еден момент настана молк и страв. Молк и страв. Едноставно, луѓе што ги познавам... Што е најинтересно, со право, тоја постапка се нарекуваше тоталитаристички и новинарите се свртеа против таа власт, но се направи преседан кој еве и денеска го живееме, за жал. Уште со ехото на затварањето на Ајден... Без оглед кој да дојде на власт, кога имаш ти преседан во судска пракса, секој ќе се повикува, колку и да бил праведно, неправедно и така натаму, го имам преседанот и ја ќе го искористам. Така да притисокот... прашање на естетика на власта, на како ќе ти го изврши притисокот. Не мора да ја затвори, например, мојата емисија, едноставно ќе ја скине финансиски. Има други методи како да се нешто отргне од јавноста, од рейтингот и така натаму. Веќе пазарот не ни е оставен на нас, дали ти со твојот квалитет, дали ти со твојата речитост, дали ти со твојот шарм и знаење ќе се издигнеш во рейтингот или само ако бидеш одобрен од некој кабинет или од некоја партија. Апаратчици си има име за тие луѓе. Апаратчици, опортунисти, конформисти, мислам се знаат они што се и кои се. Сакам да кажам дека имаше колатерална штета меѓу новинарите. Доста новинари беа колатерална штета на таа ситуација, кои до ден денеска не се освестени од тоа, бидејќи лично ги познавам. Особено како Кочишки, која времена беше затворена. Да, Кочишки во доста тешка состојба. Значи зима, декември, јануари, сето тоа беше и бремена. Не знам, мислам дека не беше бремена. Не знам. Бремена беше. Да не беше тоа друга господја. Јас знам за Кочишки многу добро, се извинувам ако... Па јас не знам дека била во ве разбирам. И после тоа отидовте во 24 или имате уште нешто? Имав еден период самостојно работев фриленсерски, си работев фриленсерски као режисер, така на хонорар и потоа во 24 до 2016. Така. Причината поради која ве поканив господјо Глигорова е вашиот активизам. Низ години ве се појавувате, но мислам дека не ја добивте сериозната поддршка која ја заслужувате. Имено на моменти во најдобар
ми бега мислова, сакам малце да ја срочам мислова. Со најдобри намери ве споредувам со Дон Кихот, една Дон Кихотовска борба која ја водите во име на сите нас. Пред да почнеме она за што се борите и она што им го зборите на граѓаните, дали вие лично имате преживеано некаква, не знам, репресија, тиранија, сатрапски однос. Изберете ги зборовите да не ги наметнувам јас. Се почна со случај, нешто ми се случи. Значи, јас бев предмет на извршување, односно мојата трансакцијска сметка за некоја ситна сума за топлификација во тоа време. Извршителката тогаш сакаше да ми наплати, односно ми наплати 4 пати поголема сума од таа, нели, која треба да ја платам јас како долг. Сега тоа зборуваме за некои 10 години од сега. Веднаш сватив дека се работи за огромна неправда. Не е потребно човек да има IQ 145 за да свати дека му се случила неправда кога плаќа нешто 3.000, 12.000. Сваќа дека се работи за нешто многу страшно. Кога видов како они ги калкулираат, како весела математика прават при изработка на тие налози за наплата, дека тие всушност тука се вкалкулирани адвокатски друштва, тука се вкалкулирани нотарски трошоци, беше многу голема нивната тарифа. Ти имаат тогаш многу големи тарифи, па потоа ние заедно граѓански организации, значи НОПАСАРАН, КСОМ, синдикатот, значи КСОМ, човекот над профитот, значи 4-5 граѓански организации, буквално граѓански, сакам да кажам за НОПАСАРАН, прекрасно ми у Страсбург добија 2 прекрасни пресуди за исклучените во БЕК. Тоа се најчисти, непрофитабилни, правични, една убава НВО, како да кажеме, на убава граѓанска свест. Јас внатрешно бунтот почнува во оној момент, јас сум по природа многу бунтовна, многу, неверојатно, така да сите неправди и за урбаната мафија, против која исто така се борам, и против загадувањето на Скопје, но најмногу концентрирана кон оваа проблематика. Правна. Да, овој на извршители. На платата. На платата. Значи на долговите или стручно кажано на побарувањата. Зашто побарувањето во себе содржи повеќе елементи, не е само основниот долг, туку и она што се надградува на основниот долг. Значи основен долг имаш да кажеме 1000 денари, они ти наплаќаат 100.000 денари. Ти наплаќаат нешто ненормално. Сега тоа беше еден момент кој се случи со преносот. Значи, до 2006 година есента, тие беа државни службеници, извршителите. Извршувањето одеше преку суд, односно суди и извршители. Во 2006 година станаа полуприватни, полудржавни. Значи, има и приватна форма, има, но сепак беа под Министерство за правда, односно под извршната власт. Тоа се викаат извршители, затоа што се под извршна власт. Во еден момент почна имоти да исчезнуваат. За мали суми имоти исчезнуваат. Значи имоти беа пленети. Значи збориме за 2007, 2008, 2009, 2010 година. Во 2013 година нарасна бесот кај луѓето. Јас тоа го осетив, дека не сум единствена која за ситна сума плаќа огромни пари, што се вели, за 500 денари, 1500 евра сум платила. Знаете ли тоа, Јанко? За 500 денари, 1500 евра платив, затоа што се борев преку со адвокат. Бев и на граѓански. 1, нели? 2 се извинувам, граѓански 2. Па бев на апелација. До тука можеш со сумата. За врховен, за поголеми суми оди за врховен, нели? Тоа се многу поголеми суми. Но може да ни откриете за што се работело? Јас сум љубопитен. Беше за оние VIP, оние One пакети. One пакет, оние што беа како едни мобилни телефони, интернет. Телевизија, дигитална телевизија, нешто така, да. Тоа беше катастрофа, земено во 2010 година со платена, да речеме, 500 денари. Сега да не објаснувам мојот. Не, готово. Затоа што има многу потешки. Страшно е. Значи многу потешки од мене случаи. Да ви кажам само. Пример. Мислам 1500 евра за 1000 денари долг. Па ова е страшна работа беше тоа. Што да ви кажам? Мислам не може ни со доверител да се видам, тоа беа господа, мислам тоа не можеш со нив да влезеш да се видиш. А има многу потешки случаи.
далеко потешки случаи, заплена на имот. Што е Заплена на имот. заплена на имот? Например, извршителка која е на реонот на Западна Македонија, Гостивар Кичево, во 2010 година извршува без извршна исправа, влегува во 2010 година, значи влегува во почнува извршни действија на куќа. Но без образец. Значи без образец. За нешто што се работи за 2000-2001 година. Значи рачунам сега колку година тогаш поменале, 22 години. Извршувањето не е завршено, куќата е одземена, без извршна исправа, направени се низа тешки кривични дела, фалсификати, немање исправа, суди вмешани, зашто види Јанко, не е проблемот во самите извршители, кои се 99 по број 100, да не сгрешам во број, сад тука се негде во број. Значи не е главниот проблем таму. Еве завчера бев на пленење на куќа во Кисела Вода. Завчера бев со Марија Ненов заедно бевне, се пленеше куќа од страна на еден извршител скопски во кај Шампионча. Доверителка беше лихварско друштво, штедилница. Штедилница од 1993 година. Тоа се влечело по судските ходници. Се влечело, а нашето судство има 98% недоверба. 98% недоверба. Значи, како велиме ние во теоријата на државата и правото? Немаш држава без право. Значи, столбот на државата е правниот систем. Значи, столбот, тука стои државата. Инаку ја немаш. Ние имаме држава. Но како вика еден познат римски оратор, говорник, вели, најмногу закони има во најпокварените, најрасипаните држави. Најголем број на закони. Стално носат закони. Закон на закон, подзаконски акт, член. Што се случува? Се случува должничко робство. Во кое? Главниот двигател кој го дозволува тоа должничко робство е правосудниот систем. Затоа што правосудниот систем како основа, база на целата држава е најкорумпираниот, најболниот, најдерогираниот, најдевастираниот од сите други власти во Македонија. Дури можам да кажам, извршната власт која се менува не е толку расипана, колку што е правосудна, судската власт. Значи, законодавната власт се менува, нели? Извршната се менува. Инаку, они се под законодавна, судиите ги избира собрание, да се разбираме. Значи, судиите ги избира собрание. Гувернерот го избира собрание. Ајде да не преюдицирам. Зошто се случува ова? Што мислите, што е во суштина проблемот? Во суштина е една мала елита, криминалци, која од осамостојувањето на Македонија од 91 година до ден денеска и нивните потомци, по крвна линија, можам да кажам кога е по крвна линија веќе дека е мафија, организиран криминал. Тоа веќе не е злосторничко здружение. Тоа е веќе организиран криминал, односно мафија. Тоа се истите луѓе, верувајте ми, истите луѓе, зад младите фаци на некои 30-40 годишни луѓе, стојат нивните татковци и мајки. Значи, мајката судија, синот обвинител. Таткото обвинител, синот министер. Ме разбирате, тоа е целата таа една фела. Значи, политичарите и судиите се врзани и семено, се врзани во рушветот и во тендерите. Како рече еден адвокат пред некој ден, баш го прате, вели, како Северна Кореја сме. Значи, 99% случаи ги добива државата. Не, државата ги добива. Каква е таа држава? Каде што 99% од постапки, од предметите ги добива државата, 1% ги добива граѓанинот заедно со адвокатот. Нели? Еве, некој издимак да направиме, тие 1%. И тоа за некои привилегирани. Што е каста, Јанко? Каста која владее со Македонија, каста криминалци кои живеат од нашата крв, живеат од нашата депресија, живеат се хранат од нашата малодушност на моменти. На моменти ние стануваме малодушни, паѓаме, стануваме депресивни. Од таа депресија, од таа малодушност, они живеат многу богато. Па како нема да живеат? А како нема да бидеме ние малодушни кога со децении удираш со глава во зид, па ќе ти се сврти. Едноставно гледаш дека не можеш да промениш, а станува се полошо и полошо. Вчера го спомнав тоа, дека со Македонија владее една каста. Дали е тоа некоја елита, или е удбашка, или е било каква, ние имаме значи секоја држава има своја мафија, која е криминална надвор. Ние наша владее со оваа држава, без оглед кој да дојде на власт. Ја имав извршители
gosti во емисија и една жена ми вика, ми проработе ве совест. Ја прашувам, викам, добро без совест, ми проработе, вика. Доаѓам, вика, една жена непокретна. Ја гледаш дека минути се упрашање дека ќе умре. И му се јавувам, вика, на тој доверителот. И му вика, слушај, вика, не можам ни да ја тргнам, вика, у кревет, вика, треба креветот да ја го земам. Не ме интересира, земај. Вика, умире жената. Земај. Значи, и тоа што се случило, должничко-доверителски проблем од штедилница во 90 и некоја година, денеска му се одзема куќа на човекот. Да. Господја, жена. Како и да е. Од 93 година се влече, значи тоа се, колку што е Македонија стара, толку е старо и тоа. И некој треба да ме убеди дека е тоа правда, дека е тоа законски покриено. Не, слушам за тие штедилници. Они мораат некако формално да го покријат тоа. Тоа ми е страшното. На кој начин? Ние сме како да живееме во романот на Кавка. Што год да направам, што год да кажам, за тоа ние ќе бидеме испроцесирани. Или обесени. Значи, добро вечер, Ана, за добро вечер, Ана, чекај сега анализа ќе ти направам, и за добро вечер, Ана, Јанко, ти ќе идеш Голиоток, таму ќе те стрелјаат, затоа што со тоа ти си направил тоа и така натаму. Тоа е хорор. И кој после нормален сака да остане тука? Па секоја друга вукојебина од држава изгледа подобра у овој момент. Викаш Северна Кореја, па јас сум убеден дека у Северна Кореја на вакво нешто нема бар знаеш со што си соочен. Овдека имаш една, како да ви кажам, една сива еминенција која не знаеш кај ќе те начека. Дали ќе те начека у маркет, дали ќе те начека у топлификација, за струја или за било што. Не знаеш на кого ќе дојде. Ете, секој може да сгреши. Као да сме сите криминалци. Останал ден на одрдо. Ана, ти не знаеш заради ова што го знаев. Отидов да си го расчистам долгот во водовод. 2 години. Во водовод? 2 години. Од која година? За да не дозвол... Не. Да не дозвол... Не, све платено. Да им барам дека све сум платени и дека немаат процес против мене. 2 години упорно идев, никој не се осмелуваше да ми потпише. Викам да ми кажете дали имате, затоа што тоа се годините инфарктот и така натаму, кога станам свесен што се дешава, дека едноставно ќе те фатат и тука јас како јавна личност ми беше јасно дека нема да ме пукаат на улица. Мене така ќе те нема потреба да ме пукаат. Нема потреба, ќе те зошто ќе те уништат финансиски готово. И идев по институции тоа да барам, да копам и им викав на гледачите. Животот ќе си го премените додека не сте 100% сигурни дека нема денар долг. Слушај сега да ти кажам. Јас сум човек кој не земал кредит и прв пат сега планирам кредит да земам. И разговарам со банкарот и ми вика, окей, да ве видам. Ана, вика, имаш долг 900 денара. What the motherfucker, вика, ми избориш тоа. Вика, не знам зашто е. И ми текна извозно кредитна банка кога бев во канал 103, 97 година, ми ги даваат последните пари и ја ги извлекувам. Викам, да ја затворам жиросметката. Памтиш, жиросметки имав. Затворена е. Нема ништо. После 2 недели ми стига 1200 денари Идам ги плаќам и викам, дали имам долг? Не, немаш долг. Викам, подпишете ми подпиша, го изгубив документот. Идам пак, викам, имаш ли долг? Како не уше 300 денари? Тоа е неверојатно. Го исплаќам долгот, значи влегувам у канцеларија кај менаџерот кој све. Викам сега, господин Елковски, не се секирете, ја ве знам, чичкови го знам, сестра ти ја знам, на баба ти ја знам, нема проблем ово она. Еве ме после 25 години стои долг од 900 денари. И мене, пази, ја го чувствувам како Дамоклов меч. Ика банка ја зеде, која зеде сега е Хал банка, ми се чини. Хал банка. Да не сгрешим. Значи, сега некој од Хал банка да има ерекција ментално-економска и да рече, од која година овој ни должи на жиросметките што сме ги наследија 900 денари? Еве го. И како ја да докажам? Немаше камери дека доаѓам и молам, аман да си го платам значи не бегање, намерно правење, значи кога мене ми го праеле. Што тебе ти праеле? Што на други ви им праеле? И после знаеш колку блокирани светки. Имаш 2 сати ќе те оставам. Значи,
да им е јасно на гледачите. Дамоклов меч, не се знае у тој рулет. Ова е коцкарница. Дали ќе се сврти? Да, кого ќе удра? Ниеден момент. Имам дете блиско, кој е квадрипледжик во овакво. Во количка. 5 години иде по полиција. Значи, некој му го иземал личните податоци и постојано зема кредити на негово име. Овие кеш кредити. Кеш кредити. Катастрофа. Тоа е кривично дело. Значи, злоупотреба на лични податоци. Значи, пази, тешка. И тоа близок до власти. Тоа е кривично дело, тешко. Ништо не може да направи. Во емисија има, нон-стоп има, повторно и на судење на никој, ништо. Викам, дали е можно? Не ми се верува, викам, у кој паралелен универзум живеам? Што е ова? Северна Кореја? Северна Кореја е рај ова. Тоа е репресивен апарат, таа е апарата Северна Кореја, таму не може да споредиме со нив. Има едно, ако кажеш за владетел дека нема добра фризура, најверојатно ќе те убијат. Како е можно ваков деродиран систем да имаме? Девастиран, дерогиран, пропастен, згазен, граѓанинот е нула, работникот е нула, бидејќи сум голем левичар сум суштина, јас мислам тоа. Да рачистиме. Не се правдај. Левичар сум, зашто се правдам, тоа се гордеам за некои работи, каза што се правдам. Да си жива и здрава. Мислам, тие што се правдаат, нека се правдаат, што менуваат мислење од денес до утре ги познавам. Има еден момент што они многу добро го етаблираа ова. Начинот како они функционираат меѓу себе, одико подмачкано. Еве сега, Собранието донесе нов закон за застарување. Законот влезе во Закон за облигациони односи, измена на закон, тоа се нови закон, тоа е законот, значи, тоа е 154 член, ова е од Службен весник инаку извадено, испринтано, тоа е сега, во јули донесено. Значи, помина детално, бидејќи не сум информиран. Значи, вака. Двете комисии во Собрание помина низ две комисии и помина на пленарна. Значи, се работи за застарување на побарување или долгови, народски кажано, да важи ретроактивно, да важи наназад, што со Уставот со член 52 може да се направи, затоа што со Уставот е дозволено, односно е пожелно, кога е нешто пожелно за граѓанинот и погодно за граѓанинот и во корист на граѓанинот, да се примени таков закон кој има повратно дејство. Се работи за висината на казнената камата, да не надмине висина на долг, како што беше и порано, впрочем, на времето во Југославија било така, во тој закон за облигациони односи, тоа е оној закон за должничко-доверителски односи, тоа е закон за облигации, закон за облигациони односи. Овој член што вели? Од моментот на издавање на извршната исправа, кога нели доаѓа предметот кај извршителот, му се дава 10 години на извршителот да изврши. Ја мислам дека тоа е апсолутно правично. 10 години да ти не можеш да извршиш сметка за вода, сметка за смет, да не можеш да извршиш 2-3 денари за домар, за како се вика за овие што чистат станови и така натаму, овие фирми. 10 години крај, значи од моментот извршната исправа која се издава до 10 години до крај, он има можност да изврши. И сега тоа важи ретроактивно. Значи наназад важи и за некои што се веќе почнати. Да кажеме, пример, сега ќе ти објаснам. Сега. Блокирана сметка од 2008 година. Добро. Блокирал извршителот. Со налог на извршител се блокира сметката у некоја било која банка. На трансакцијската сметка, дебитна, така. Се блокира. Со овој закон, колку и да е таа сума, кон кого и да е таа сума, кој да е доверител, дали е банка, дали е водовод, дали е што и да е, дали е некој, дали е физичко лице. Да, добро. Значи да е физичко лице. Значи одиме било кој, треба да се одблокира. Затоа што поминале 10 години. Од 2008 до 2018 поминале 10 години, бидејќи тој почел да извршува со самото блокирање. А што со долгот? Па долгот не, како што е во даночниот закон, исчезнува долгот. Добро. Исчезнува долгот. Добро. Ама тоа е многу Што е тогаш проблемот? Проблемот е бидејќи има еден дел од фелата кој не е задоволен со ова. Значи имаме до Уставен суд иницијатива за преиспитување на овој закон. Од страна на адвокатска комора. Имаме, значи има проблем. Значи извршителите во моментот велат не сме надлежни
да го спроведеме застарувањето, односно немаме образец од Министерство за правда, као да мора образец која законот е системски закон, овој не е закон, ова е системски закон, закон за облигациони односи. Значи како што е кривичниот законник. Ова се, на пример, Франција не го Што сменила... викаат адвокатите и извршителите дека немаат форма да постапат така и продолжуваат со прогонот на наплатата. Тоа ми кажеш? Да, значи должичкото робство Дали те продолжува. разбирам, да. Значи, Добро. да, со тоа што не можам да кажам за сите адвокати, зборуваме за адвокатска комора, не се тоа сите адвокати. Си адвокати имам ја мои пријатели кои не се... Дискреционо право се, а некој прифаќа, некој не прифаќа, така е работа. Значи, адвокатската комора пушта иницијатива за преиспитување на Законот за облигациони односи за членот 368 што се однесува за ова, нели, ретроактивно дејство на... Што бараат? Бараат мирување, мораториум на ова, додека не се решило и да се види по адекватен начин. Значи не им одговарало наводно на комора на Значи на да се адвокати. терат уште годиниве за Да. наплати. Извршителиве во моментот прават кривични дела. Во овој момент, додека јас и ти разговараме. Тоа е член 353 според Бидејќи ова е закон. закон. Во Службен вестник. службен вестник. Службен вестник. И ти не постапуваш Не по постапуваш, закон. не. Во службен вестник правиш Кривично дело. Што правиш? Кривично дело. Злоупотреба на службена положба и овластување. Ова Член не е за хак. 353. ова е за Обединети нации. Ова е срамота. Мислам, они се правдаат, наводно, требало министерот за правда да им даде образец. Мислам, они без образец, еве ви кажав, на почетокот кога зборев на 2010 година, без образец влегле, куќа земале, без дете Што има значи образец? формулар, образец Зошто е тој битен? во кој министерот за правда, де факто, или тој дел што е за наплата во Министерство за правда, треба да се изјаснат како тие да ги отпишуваат долговите, односно како да ги не е тоа отпишување на долгови, едноставно како да застаруваат долговите, спешна работа е тоа. Ова е закон. Па тоа е убаво е. Никој не може ни да разбере. Само они разбираат. И сега терат, времето е на нивна страна. Значи терат годишни одмори, судот уште не е комплетиран. И им велат вака, граѓаните, јас граѓаните ги молам, кој гледа, кој слуша, да не одат во суд. Никако, ни под разно, затоа што извршителите ги праќаат во суд. Велат само судот бил надлежен да го потврди застарувањето или да не го потврди. А судот нема врска, бидејќи наплатата е вон судска, не е судска, било некад судска наплата. Значи е вон судска наплатата. До 2016 година е комплетно Значи, ако вон се судска. донесе закон и ми викаат не на Не црвено убивај. да стоиш, Така. на зелено да стоиш, и ја продужам да си стојам обратно, како што ми е сега навиката, ама викам не, ако е законот таков, да ми потврди судот. Дали, што, законот функционира? Да, Дали да го спроведам? Да. И ги праќаат луѓето на суд. И сега, еве, денеска добивам прво решение од судика. Кога е ова донесено? Може да го Ова видам е, решението? ова е сега. Ова е член, ова се двата тие члена суштински. Два пара наочари ми треба. Ова е службен вестник сега на 20 јули, мислам дека е. Сега Да, ти кажам кога. 154 2023, 20 27. јули 2023 за именување и дополнување на Законот за облигациони односи. Така. Сите побарувања што се утврдени со снимеме од позади врата, ако не, никому ништо. Сите побарувања што се утврдени со правосилна судска одлука или со одлука на друг надлежен орган или со порамнување пред суд или пред друг надлежен орган застаруваат за 5 години од моментот на нивната извршност, како и побарувањата во кои со согласно со законот се предвидува пократок рок за застареност. Тоа е за судот, 5 години. За суд. 5 години. За судот е тоа. За судот. За судот. Тоа се ние стари, кога беше суд. Да кажеме, да речеме судска одлука од 2011, ако не е почнато извршување до плюс дади 5 години, 2016, ако не е започнато извршување, застарува. Второто е сите повремени побарувања кои произлегуваат од одлуки, ова е членот тор за законот што е. Првиот член стои кога износот на достасаната, а неисплатена казнена камата ќе го достигне износот на главнината, каматата престанува да тече. Пута 2. Значи, ако 1000 денари, по 2, 2000 денари. И не смее да биде повеќе од толку. Другото се тие судски трошоци што ги давале луѓето кога се жалеле на суд. Тоа се други елементи, адвоката кои имаме внатре. Но главнината на долгот не може да биде повеќе од, ако имаш 1000, значи 2000. Да, сега банките велат ние имаме домицилна камата
сега и таа камата ја метнуваат у приказната, па тука станува еден хаос мал, но во реалноста, секаде по некои цивилизирани држави, по два е. Најмногу, они не дозволуваат цивилизираните држави, Исланд, да не ги спомнувам сега кои се цивилизирани држави, не дозволуваат да го стигне долгото. Они одма извршуваат, економично, брзо, за месец, за два. Сакате да ве утепам со еден податок, пошто Исланд го спомнавте? Исланд, кога не го оствари буџетот, значи не ги потроши буџетските пари за одредена година, вишокот од пари рамноправно им го подели на сите граѓани. Држава. Банката, Народната банка, која имаше, покажа нивната Сите у затвор државна банка, ги спозазвори. се тоа што е вишок на пари, што заработи, им го подели на граѓаните. И ги затвори банкарите кои работеа против граѓаните, значи сите приватни банкари испозатворени беа во Исланд. Се сеќавате на тоа, Јанко? Сите надвор излезе, цел Рејкјавик се собра надвор. Не знам дали се сеќаваш што на слика ја е памтам. Цел Рејкјавик се собра на улица. Они се 400.000 души, толку што се, со бебиња, со стари, со све излегоа надвор, луѓето мислел каква слика беше тоа. А зашто се побунија? Се побунија против власта, против премиерот. Зошто? Заради наводниот долг што го имал Исланд кон надворешните банки. Код надворешните банки они не се сложува, они знаеа дека се прави криминал внатре, дека нивните банки приватни прават криминал. И свесни граѓани. Може да ги на прочитам другите членови? Да, па тие се граѓани. Сите повремени побарувања кои што произлегуваат од одлуки или порамнувања, овие ночери ми се за возење, овие за читање. Други очи. Сите повремени побарувања кои што произлегуваат од одлуки или порамнувања предвидени во ставот 1 од овој член и достасуваат во иднина, застаруваат во рок предвиден за застареност на повремените побарувања. Добро, тоа е другото за 10 години. Застареноста на правосилна судска одлука или одлука на друг надлежен орган или со порамнување пред суд или пред друг надлежен орган прекинува со поднесување барање за извршување или надлежен извршител при што почнува да тече одново застареноста која во извршната постапка трае 10 години од моментот на поднесеното барање на извршување. Тоа е тоа. Тоа е тоа за ова се. Ова е во корист на граѓаните. На граѓаните. Нема, кога ќе поминат 10 години, game over. Не може да те гони ни банка, ни држава, ни бутур, ни доверител, ни извршител. Завршува. Арно ама, имаме доверители фантоми. Значи имаме закон, донесен закон со повратно дејство. Нема ни месец. Со повратно дејство. Со повратно, значи на сите што наназад им поминало дејство. Не, еве го, тој момент. Во законот за дополнување на законот за облигационите односи, леле колку сум неписмен за овие работи, тоа е страшно. Ама не, вака и јас се образувам, сега што да ти кажам. Логично, чиста логика, да нема избегнувам. Ама немој да ти дојде. Па не дај Боже да ми дојде. Само добар адвокат може да ме спаси мене. Во законот за дополнување на законот за облигационите односи, Службен вестник Република Македонија, член 20 менува и гласи: одредбата од членот 1 од овој закон со кој се додава нов член 389 се и пременува и за неплатената камата од 1 јануари по годината кога стопката инфлација била од Народна банка. Второ, одредбата член 1 се додава се применува од 1 јануари кога стопката инфлација била над 50% на годишно ниво, а тоа никад нема да го потврдат, никогаш немаме. Никогаш. А ние имаме последниве 2 години имаме 200% камата. Неверојатно е нешто. 200%. Они не признаваат еве на пензионерите што им викаат кои 15 и 20 доволно ви е. Како им речео? 25.000 денари, 20 за 20 не може да живеат. Нема шанса да живеат. Може едва такво нешто само социопат може да го каже. Социопат. Не, човек криминален ум. Тоа и неодговорност, малце неразмислување. Стапката на инфлација оставувајте овој член представува месечни годишни ставки и така на. Не, овде имаше многу важно нешто. Момент само. Акцентирах поеле. Само момент сега. Ја инсистирав да го читам за да го разберам, оти нешто и ако го читаш, викам дали ќе те проследам убаво за да те разберам. Повели. Ано, имаме доволно време, воопшто не се брзај, сосема слободно изанализира. Овој закон има ретроактивно дејство. Значи, овој закон има сила за сите, сила за сите оние побарувања кои течат сега.
да кажеме, почнало да се извршува. 2004-та? Ко застарено е тоа готово више. Ако има извршна уште исправа, му иде по стариот закон и денеска ми така се јавија, натаму го денеска значи ми се јавија. Тоа е прекинато. А и за оние кои у овој момент 10 години им истекува и нив веќе готово не им е. важи. Еве 2012 година, да не речеме. си успел да наплатиш. Не си успел овако. Намерно твој не проблем. успева да наплатат, Јанко. Зошто? Намерно, Заради затоа што камати? каматата расте, дилот расте. Они препродаваат, знаете ли вие дека они препродаваат долгови на EOS Matrix, на разноразни фирмици, сега Matrix би тек тама, не е само. добро, Они кажете препродаваат, па Matrix станува доверител. Да речеме долг од Евана. И ти сега тој долг, да речеме, бил негде од времето на Југославија, можда 89-та година, проаѓал ваму, таму, се шетал, го имало негде, не го наплатиле, па имало нешто, некоја судска одлука у 93-та, 4-та, 5-та година и тоа проаѓало, шетало, го немало, значи ја у собрание им зборував, значи не еднаш, два пати, три пати на комисија. Луѓе велам, се фалсификува, се антидатира, се препродаваат еден на друг. Нонстоп они прават криминал цело време. Јас не знам, цел кривичен законник како може? на чело со оној член за лихварството. Знаете дека лихварството се казнува, се санкционира со затвор. Ние имаме со затвор. легално лихварство. Врие, добро се знае, банките се легалните лихвари, ама имаме и лихвари кеш кредитите. Што се кеш кредитите овие? Што е тоа? Па што е тогаш 500%. лихварство незаконско тогаш? Има поединци, физички поедини. лица, многу ги има. Да не се појавуваат поединци, вака. туку организираните овие што ги Не може да ги, контролираме. да ги спречат поединците, бидејќи тие се како печурки после дожд. Во моментов, значи, известена сум, има информации за маса такви поединци, кои дури и на хартивче вакво, еве, ја и ти сега да седнеме, ја на Јанко му давам 2000 евра, и тоа на суд може да пројде. И тоа на суд може да пројде. Значи, Добро, знам одат дека на во нотар, Америка, во одат на Америка нотар. и давање рака поминува на суд, без ништо, ама таму е па друг систем, сосема Не сакам поинаку. со Соединените Не знам американски одека. држави да го споредувам, да ја споредувам Македонија, не дека ги фаворизирам или дека не ги фаворизирам, тоа сосема нешто друго е, преко баре, викаат, преко океан. Сосема нешто друга свест, Друг космос, други луѓе, друг свест. ние сме дното на Европа. Значи, клоаката, доле на Европа, сме најдоле во Европа. Не можеме ние да се споредиме со една Грција, са јужен сосед. Не можеме со Хрватска, ни у сон. Со Словенија, ни у најсладок сон не може да се споредиме. Затоа што е вака. Јас сум информиран дека повеќе праведност, правна праведност ќе најдеш во Бугарија, на Косово и во Албанија, одошто во Македонија. И бугарите имаат страшни проблеми, им земаа куќи, Имаат. имоти, а во Хрватска имаше страшни проблеми, И имоти се покрај земаа тоа, многу. и покрај тоа ние сме најлошите. Еве има еден феномен што морам да го кажам, декларација за човекови права, едно од главните права на човекот е право на питка вода, нели на вода. Тоа е у декларација. Сите устави се пишувани по урнекот на декларација за човекови права. И нашиот меѓу другото, сите устави. Значи правото на вода, словенците го имаат во уставот на пример. Си го изгласаа, луѓето си седнаа, си го ставија у член право на вода. Ние успеа од 2019 година, значи знаете дека водовод можеше да исклучува вода. Јас познам луѓе кои немаат вода. Живеат без вода. Значи тоа е тешко кривично дело да го оставиш човек без вода, питка вода, да не може да пие. Значи они сега повторно имаат исклучени луѓе од вода. Што е неверојатно, ова е чудо. Иако 2019... Не ми се верува што ми кажувате. Не, јас ти кажувам нешто, верувајте ми, дека нешто што се случува во моментот што мои лични пријатели, познати се без вода, а и без струја. Ама и тоа е основно човеково право, и струјата е. Германецот решил сите да имаат струја, да нема луѓе исклучени од струја. Зашто? Ќе му се пропасти цел систем. Каков таков не е идеален, али систем е некаков, ќе речеме, општествен. Така. Сите тие гледаат да имаат струја, па Никола Тесла за кого тоа наизменичната струја? Не го Никола Тесла во оваа па вулгарна... да се преврти вака ќе рече зашто јас се тоа работев, животот го дадов комплетно, својот цел живот го дадов за тоа да го осветлам светот. Но они се правдаат најчесто со ова. Еве, имаат цели села кои не плаќаат струја, не плаќаат вода, не плаќаат комунали, има луѓе кои се... Јанко, да, морам да збориш ти за влезам во збор. социјалниот момент, не, добро? не остави социјален. Има цели општини у Македонија кои не плаќаат ништо. Значи, државата колку пати влегла да им ги плати долговите на општините. Срамота невидена. Од наш джеп се тие пари. Значи, на општините се даваат парите. Значи, што општината, бе, да не ги кажувам, градови цели се тоа у Македонија.
И тоа не се од оние ти што мислиш. Од оние другите. Да. Ете така, што сум се ја изначудила. Значи, институции, болници, што не плаќале струја. Па такви имаш. Колку пати се појавуваше, не знам, клинички центар, дошел толку за вода и за струја. И одеднаш ја снемува веста. А наши бизнисмени, големи бизнисмени што не плаќаат парно, едноставно ги нема. Јас видов еден документ, уште времето на Груевски беше тоа. Некако се протна, некако пројде тој документ. Државен обвинител. Нити плаќал струја, нити плаќал вода. Без 100 години му најдоа тамо, ништо не плаќал. Па потоа привилегиран им се дава, да речеме, банката за еден мајка, за другите мајка. Ја будала плаќам 2.500 паушал за вода ми земаат. Погледни го моментот, да кажеме, оние кредити без покритие. Добро. Така сите власти си ги купуваат своите големи клиенти, покупни клиенти. Да кажеме, ќе ти дадам 150-200.000 евра, ќе ти дадам сега, затоа што Кој кому? Власта со банките во спрега, значи банката ти дава. Банката ти дава 200.000. Овој од власта му вика дај му на овој 300.000. Така, да. Дај му 200.000 без покритие, без хипотека, без ништо нема, голтар. Велиме човеков, ни плата не зема. И дај му 200.000 евра, ќе заврши работа. Значи, една банка пропадна ради тоа Готовински. Една банка пропадна, па кука. Уште кричи, за глава се држа. Уште треба и да го жалам. Се потпишуеле, тоа се неверојатни суми. Сега, не е само таа, скоро сите наши банки. Тоа е, значи, оној момент кога ги купуваат душите на луѓето, ги купуваат јанко. Види, ние сме некој ќе рече, кој ти е крив што си се задолжува. Толку сме мизерни, ние немаме избор, човече, ние за да преживееме. Ќе дојде операција некоја, ќе дојде нешто... Смрт, не знам, не можеш гробно место да му купиш на човек, тоа да не ти избора. Ќе треба, не знам, интервенција за дете, тумор, црце, ово, она. Од каде? И ќе идеш, ќе земеш кредит, така? Иди обвини го тој родител зошто се Зашто земал кредит? Ама така? Има еден момент тука. Затоа што системот не му дава здравствено осигурување, не му го покрива. Му викаат, па колку пати ние имаме се еднаш неделно ние имаме донации, бараме за некое дете, зошто? Вика, види, ова не може да се оперира, ова може само устранство, му викаат. И овој вика, добро, а овие вика, не покриваме ние тоа за устранство. И што да прави? Да се откаже родителот од детето, да се откаже детето од родителот кој му е болен. Тоа се лични драми. Тие се лични трагедии. Ове, како да ти кажам, ова е општо правило. Зошто иначе? Ај да разберам, има за луксус, има за бегување. Разбирам и тоа. Ама повеќето е социјала. Ние кој будала би се заглавувал, знам по себе. Ана, знаеш ли ти дали би се заглавувала ти финансиски било каде да она што се го работиш сосема ти е доволно да ги покриеш како средства, например здравство. Нема потреба. Извини, вака интимно. Само храна мајка си колку знам, ако не сум погрешно информиран. Па веќе е полнолетен, има 19 години, момак велики, тоа можеби за помали деца важи повеќе тоа самохран родител. Ама сама го израсна. Па да, у суштина. Далече се вода му таа графа. Да, зашто? Сега ми текна на еден извршител. Мислам дека нема потешка борба од мајка сама со дете и уште води ваква битка. Па тоа ми дало вајда и повеќе сила. Не, таква сум цел живот, не ми дало ништо повеќе сила. Цело време нема врска синот. Тоа е како мене некоја слична комбинација. Сакам друго да ти кажам нешто. Тие веќе со нивните везици што ги имаат. Значи, влегувате вие, они не ги ни примаат граѓаните, значи извршителите. Не ги ни примаат. Ќе пушти некој правник што работи кај него во канцеларија, он се изживљава, ќе дое бабичка 85 години. На таква пензија од 9-10.000 денари да извршуваш. Тоа е хорор. Јас знам баба непокретна од 95 години и се извршуваше. Ама знаеш ли како се правдаат извршителите? Нема правда. Не, се правдаат, па кој у мене у емисија вика. Секој има право да се правда. Јас сакам, вика, да се повлечам. Вика, како се вика тој? Доверителот, вика, ми се јавува, не, вика, барам извршување, не ме интересира неговата здравствена состојба. И вика, ја викам, зошто Не, вака сега малце го збориме за да го анализираме, сакам да го искоментирам. И викам, зошто по совест, викам. Тоа ти е исто како некој да ти нареди да пукаш у некого. Ти имаш право да одбиеш. Да, вика,
ама јас ќе бидам казнета ако не го послушам доверителот во неговата наредба да тоа го направи. Дали е тоа стварно? Не е така, нели? Затоа што они со доверителот имаат дил во 90% случаи. Тоа е некогаш е дури и бизнис и 50-50. исплатливо. Дури и 50-50. Ева да ви кажам, ние успеавме во 2018 година да ја дотераме нивната тарифа да биде 20% од главниот долг. Тоа е голема победа и тоа да биде ретроактивно. Значи, да кажеме, ако си должен ти 1000 денари, 20% од 1000 денари е 200 денари. Тоа е 200 денари, тој ги зема како тарифа, како тарифник, самиот извршител. Значи, докато теравне тоа беше 2018 година. Второ што успеавме, 1/5 беше 1/3 се одземаше од пензија од плата до просечна, нели? Да дотераме на 1/5, да биде да бидат помалку парите што ќе ги даде човекот во текот на месецот, нели, да не го осети тоа како огромен терет, нели, 1/3 е сепак многу од плати од пензија. Тоа е огромна сума и тоа го дотеравте. Дојдовте до тука. Значи дојдовте до тука. На 15 години ќе бидат скроз, еве со судското, нека биде и судското внесено во ова. Суд 5 години, од 5-та година почна извршител, 10 години, 15 години све завршува комплетно. Ништо нема. Тоа не сакаат да го прифатат. Јас не можам да разберам која на комората, адвокатската комора, која им е поентата на тие правници. Затоа што секој адвокат гледа клиенти да има. Они се независни, сами по себе. Они сакаат да работат со клиенти. Они работат и за доверителот, они работат и за должникот. Значи, која им е поентата да го забрздуваат това, зашто они нон-стоп клиентела имаат. И они треба да се борат или пак има некој лоби во таа адвокатска комора, која други адвокати не ги праша усред лето, па го пушта ова. Значи, симптоматично ми е се тоа. Стопанска комора исто нашов дека ќе пуштат иницијатива. Комора на извршители јасно е, нив не им одговара, они не го спроведуваат, нели? Они влегуваат сега во кривичен законник, знаат кој член е тоа 353. Злоупотреба на службена положба и властување е тоа. Цело време прават кривични дела, цело време. Јас, еве, има пресуди од апелација, кои јас во емисија сум ги извадила пред камера. Јас имав и пресконференција пред основно јавно обвинителство, барав подопрен глас да се реагира, да се стават у затвор извршителиве, односно да се покренат обвиненија. Са затвор ќе се види дали се, нели, судот треба да одлучи. Но да се покријат обвиненија, затоа што пазете, апелација пресудила, апелација каква таква, второстепен суд. Така, пресудила дека еден извршител, Благој Калматиев ќе го кажам, земал 20.000 над на жена, пензионерка земал над тоа што требал да земе. 20.000 у джеб ги стел. Кога видел, ги вратил. Но тоа е кривично дело. Тоа го прават они нон-стоп. Значи си ги штимаат бројките, вдесуваат бројки, влегуваат у стан, да кажеме, ке ти влезат дома, ти живееш со братот, например. Со братот, пример, има секакви ситуации, или со мајката, или секако. Влагаат, зема предмети. Телевизорот можда не е твој, го зема телевизорот. Значи, они такво изживljавање, такво деградирање на сепак човекот е едно достоинствено битие. Затоа сме тука да бидеме достоинствени битија, не сме тука, сепак не сме полжави, па и полжавот е достоинствен на крај крајава. Да влегуваш ти пред стара мајка, стар татко, така, пред деца мали, децата, душечињата на децата да се дига, се бараат. Они викаат правдата е слепа. Нема тука, тоа е лудило. Ти да му тигаш на бебе душек и да бараш златници под бебенце од 4-5 месеци. Го имаш видено? Ова ми е све кажат, не можам ја да одам на секој извршување сад, Јанко, разбери не, добро. Ова ми е кажано од луѓето на кои им се случува. Сведоштва. Плачење. Значи, такви сведоштва имам. Еден момент бев на убав, добар, ќе направам документарен филм, да ги покријам најтешките. Знаеш, овдека ми е. Майкл Мур ги работеше ти во Америка, знаеш, тие социјални случаи, па здравство работеш. Но овдека ми е таа мака да ја снимиш. Тоа изживување на човек. Ми го спомнати ја еден телевизија на почетокот. Ова е таа тиранија. Ова е таа тиранија, но на цел народ. Дена 20, 30, 50, 100 души. Ова е врз цел народ. Една мала елитица, која добро живее, која има хациенди, по 2-3, на кои ми е малку еден базен, па им треба 2-3. Не убедува со шарената револуција дека тоа ќе прекине, дека ќе дојде поправеден систем и дека ќе прекине тој тоталитаризам кој наводно беше само во тоа време и така натаму. За жал, немаме промена. Еве имаме формална промена, така, закон е донесен и што да правам јас со овој закон кога не се извршува, кога не има функционира? еден формулар кој јас го формулар, значи кој
го имам кај мене на дали адвокат останува го фактот состави. дека без оглед кој год да дојде на власт, таа една каста функционира да си работи криминално било кој да е на власт. Едноставно не се променува тоа. Тоа било и порано, тоа и сега. Константно владее таа каста. Значи, јас само менува форма, менува лице, менува шминка. Тоа е џокерот кој различно изгледа. Значи, џокер си е џокер, само што ја менува маската. Че ние го имаме џокер во името на ВМРО ДПМН, во името на ДУИ, во името на СДСМ, значи во името на сите овие партии, Левица, можда не знам, ќе видиме што ќе направи ако биде на власт и така натаму. Значи кој да е на власт? Без оглед, себе Левица не била на власт, не знам каква ќе биде. Но што ќе се случува на нашиве деца? Ај нас може и нема веќе некако. Јас мислам дека овде нема да има веќе многу луѓе да живеат. Поентата на државата е да му служи на општеството. Значи државата е апарат, државата е измислена да му служи на општеството. Он има демагогија дека ова е служење за правото, да не прават луѓето, ова се долгови, ти треба долго да си го вратиш. Кога се доаѓав на вака разговарав со еден пријател и му знаеш, и прашањето е стварно, Ана, како да спречиме луѓето обврските да си ги враќаат? Да не биде злоупотребено, да не се ги враќаат обврските. Не плаќам струја, не плаќам вода, не го враќам кредитот. Знаете ли зошто ќе ви кажат? Затоа што го гледаат криминалот секој ден на телевизија. Затоа што гледаат дека пратениците 78% си ја покачиле платата онака. Не само пратениците, сите функционери земаат 78% поголема плата. Никој за тоа не се буни. Уставен си го. Али се побунија кога пензионерите побараат повеќе. А се побунија на бедните пензионери. Кога нормално бараат, не бараат ништо посебно пензионерите. Ќе го коментираш дрскиот однос према пензионерите на состанокот со министерката кога им вика, вие сте партиски ориентирани, доста ви се две. Знаете што значи министер? Министер е слуга во превод. Министерот е слуга на народот. Тоа е зборот, министер, тоа значи. Тоа е самиот превод на зборот. А праим министер, односно премиер е прв министер. Односно прв слуга, извини. Значи тоа се слуги на народот. Они треба да се однесуваат буквално народњачки, условно да кажам. Значи, на народот треба со народен начин да му се обратиш за негово добро. Ти си негов слуга. Они што мислат дека слуги им се луѓето на нив? Не. Грешка се огромна. И сега многу луѓето не го разбираат на дел она првата лекција од теорија на држава и право, законодавна, извршна и судска власт. На тоа стои државата. Секоја држава во светот стои на тие три. Дека имало, ние секоја емисија стримаме во живо. Имало пречки на Facebook, да. Не им одговара некого можда. Океј. Ова е една од работите на кој Ана, кој коска угорло овде им ја. Те гледам, немаш скруполи, слободни иди хардкор колку мислиш, бидејќи ова видео ја ќе го ставам и на Facebook и на YouTube. Ти го имаш, ти го снимаш. Да, снимено е, ова ќе биде за 2 сати. Ќе си оди на Facebook. Бидејќи на Facebook кога иде лайв стрим има доста привлекува гледачи и можеше да повлече прашања од луѓе, вака малку таа инерција не ја фатиш. Што има проблем негде, не се емитува? Не можам, после емисија сигурно ќе го разгледувам. Технички е проблемот. Не е овакво. Во принцип, кога си многу отворен, тоа е. Значи, јас во принцип секогаш отворена сум. И тоа максимално, колку што може. Имаш ли притисоци за ова твое делување? Лично врз мене, може би провале. Не ли се плашиш? Толку многу сум сигурна во себе, Јанко, дека тоа што го правам е чисто, човечки, јасно, прецизно, дека има звезда вака што ме води, дека нема шанса, дека има нешто што светлина која ме води, дека морам ова да го решам, дека луѓето се стварно неправдани. Како може да ти се помогне во оваа твоја борба? Како они ќе правиме протест сега на 29 август во 18 часот пред Правда. Ќе побараме Министерство за правда, буквално образците да им ги даде, што ги бараат луѓево да можат да се спасат. Дел од овие луѓе ќе се спасат. Мене завчера ми вика. Што значи тој образец? Тој образец они го измислија. Нема потреба ни од образецот. Него министерот за правда, под чија ингеренција се они, да деблокираат, да престанат да наплаќаат на пензии и на плати, да ги унаказуваат животите на луѓето. Значи, буквално блокиран човек, знаеш ли што е блокиран човек? Ми вика завчера еден извршител колку ги има. 250.000 ги има. Јас сум гувернерката, ја кога ја прашав гувернерката кога бев кај неа. Велам 250, тоа сега било 2018, тогаш беа помалку, но биле 180.000. Мене извршителот ми вели,
Ана вели, ба дали ги има тие, дали се живи, дали се у Македонија. Па мене само 200-300 души ми се јави, Ана, како да се одблокирам. Па платниот промет ќе почне да функционира, економијата ќе почне да функционира. Па не може брзо запушен водовод ти вода да течеш. Значи едноставно запушено е се во таа Бернулиева шема. И сега Каква шема? Бернулиева у физиката, нели, врзани садови. Принцип на врзани садови, нели, кога ќе затнеш една страна од Не знаем дека така се нарекува. Бернулиева, да, Бернулиева, да. Од физика е физиката, да. Тој е Бернулиев систем. Кој ќе Знам запреш за една систем цевка. за врзани садови е познат, правото е чиста логика, како математиката и физиката. Чиста би требало да биде. И ова е многу убаво, деците, кажам, ти го разбра кога го прочита. Не треба да престанат едноставно. Тоа што е постаро 10 години крај, готово. Толку е. Не сака да го применат законот. Едноставно не сака. Не им одговара. Имаат ли моќ да не го применат законот и да продолжат со тоа? Како да спречиш, еве ако законот е на твоја страна, ја утре ти доаѓа и ти му викаш по закон ја ништо не сум должен. Значи они Дали може да бара на пример полициска асистенција? Дали ќе добијат полициска асистенција? Они после само ова? при пленење, Или они полицијата ќе прави кривично дело ако асистираат? Ова е закон за облигациони односи, значи само во случај на имот. Кога се работи за имот, обично они земаат полициска асистенција со нив и така пленат имот. Иначе за сметки нема такви работи. Они со полициска асистенција влагаат на имот. Со полиција влагаат. Ако е застарен, дали смее да ангажира полиција? Дали полиција ќе направи Кој кривично самиот дело? Ако е застарено делото? Ако е застарен долгот? Ако е поминато 10 години? Сакате да кажете да повика самиот должник, човекот да повика или Не. да повика извршителот? Извршителот да А зошто би повикал он? Да, се брани себе си, ако овој дојде да му каже, ако го нападне нешто. Не бе, доаѓа да му земе имот. Нели сама ми кажеш извршителите влегуваат, ти зема телевизор, ти зема. Да. Дали смее полициска придружба да се доаѓа со полициска придружба секогаш? Дали после ова смее полициска придружба откако е законов донесен? Дали ако после ова на некој што му е застарен 10 години, де факто и де јуре, полицијата прави кривично дело? Добро прашање. Добро ми е прашањето, Одлично фала ти е што ме прашањето. разбра. Значи те разбра бидејќи друго мислев јас. Мислев дека должникот да се Не, повика. не. Значи Еве, се и работи да- после тоа должникот ќе на го крај збориме крајава, и некој. должникот на крај крајава, да. Има ли право да дојде да се јави во полиција и да рече Да. луѓе дојдоа да ми го земат имотот? Има Полиција право. ако не постапи Има, пак прави кривично пријавуваат, дело. да, пријавуваат. Затоа што незаконски Да, некој доаѓа да ти земе имот. Имаат право, граѓаните тоа да го направат. Имаат право. Како не? Кривичен закон и повторно се работи за злоупотреба на службена положба. Еден од најпроблематичните членови у кривичен законник е тој 353, каде што нашите функционери константно го злоупотребуваат. Од ВМРО, од СДСМ, од ДУИ, од 353. 353, да. Злоупотреба на службена положба и овластувањето. Значи они сите, да не кажам генерални секретари на влада, да не кажам министри, бивши Ние сегашни. ангажиравме цела полиција и логистика. Па Милијана Киевски, за све е непознат- тоа. За непознат, за непризнаен у приватна посета премиер кој дојде овдека, сега се прашуваат, ама кој го обезбедуваше, како, по кое правило? Си и дошол така. по приватна посета, Да. тој си дошол, приватно си дошол. А ние цела Тој не- држава, ние со наши пари го обезбедуваме сето тоа. Од каде бе? Тоа е примерот, само што ти кажам, колку иде високо, ако иде високо, што очекуваш ти доле тебе да ти се случи? Вака, луѓето може да се заштитат Граѓанска само непослушност? со масовни протести и ништо друго, затоа што Нема јас да има тоа у имам Македонија. многу лошо, јас ќе имам. Јас имам многу лошо искуство со сите партии у Македонија, до една. Значи, лошо искуство, бидејќи партиската свест во Македонија е многу посилна од граѓанската свест. Така. И најсилна би требала да биде работничката свест, која во Македонија е придушена. Одлично. А тоа е суштината, каде што еден Берни Сандерс у Америка ги подига работниците, еден Берни Сандерс успева на 78 години да ги собере од Макдоналдс вработените, па да ги соочи со работодавците, па тоа да оди на телевизија, па во живо, па една Америка што е хипер капиталистичка, а ние што сме биле социјалистичка држава, на крај крајва кратко Барем е имаме времето. некоја традиција се на сеќаваме работнички нешто. права и Па самоуправување. Па на новчаница го имавте работникот ние. Да. Нели? Ние, како да кажам, ние го имавте тоа. Ние треба да имаме Југославија беше многу помек, да речеме комунизам немало, али помек социјализам имаше во однос, да кажем, малку полиберален во однос на Романија, во однос на Албанија и така натаму. Многу хардкор беа тие.
Па и Бугарија со Тодор Живков, ужас. Мислам, еден многу тежок, еден многу мрачен период на Бугарија, кога беше нели под власта на авторитарниот, ужасно авторитарниот. И тогаш се појавија сите тие проблеми околу признавање нели на македонците во Бугарија. Ги имаше неколку милиона луѓе таму што живеат и што се македонци. За разлика, например, во времето на Ѓорги Димитров, сега не ја свртам темава на друга страна. Иако, во принцип, ова што сега Уставен суд е знаете како, сега е еден многу специфичен политички момент. Сега ќе на 18 веќе со денска кој е 17-16? Добро. Па на 18 момент ќе почнат они наводно во собрание да собираат мнозинство за уставни измени. Не може да соберат. Тоа е во петок. Они не може да соберат. Нема да соберат. Имаат многу голема. Вчера не знам дали го слушаш Чепреканов, професорот по историја. Многу добар беше, многу беше добар. Многу беше добар, мислам исклучително добар. Значи, ни го зедоа античкиот период, сега веќе ќе ни го земат средновековниот период, Охридската архиепископија следна е нели на пат и така натаму. Значи, сето тоа ќе стане релативно, па некој србин ќе се праша, па тие Кирил и Методи нели ги учев дека византиски се одеднаш ка Бугарија излегува. Пример, сега идеме, они ги учат дали као византиски. Да, тоа е веќе лавина. Па србинот ке, па чехот, па тој словакот, тие сте ги учат Кирил и Методија, се одеднаш Бугарија ќе искушат. Мислам, нереални работи се тоа. Се словенски просветители, се бугарски просветители. Па и они тврдат дека сите се бугари и срби и сега визави овој проблем. Значи Уставен суд ќе има работа, не се сега полно. Они треба да бидат 9 мислам члена во Уставен суд. Они не се по број. Во полн состав. Па не се во полн состав. Не може тоа повуци потегни со партииве. Што значи и ова ќе треба да се чека толку. Ова ќе биде интересно. Ќе се најде во жлеп во еден момент кога сите очи се вперени во уставните измени и тие се значени нормално. Во Македонија се е значено, све е драматично, се е против народот, се е против работникот, се е против граѓаните, ама ова се не е против... Ова е стварно реално така. Реално е, јас не го измислувам. Дај Боже да не беше реално. Дај Боже јас ова да го сонувам, јас сега да правам некоја кариера врз ова. Не. Јас само го кажувам она што ми го секој ден повтараат луѓето. Препун ми е месенџерот. Цело време ми се пишува, цело време ми се јавуваат, константно се неправдани. И што сакаат? Зошто ти се јавуваат? И мене ми се јавуваат во емисија 20 години. Исклучена вода, исклучена струја. Што можам да им помогнам? Сега тука има една матрица, најверојатно ние си го имаме тој проблем со менталитетот многу голем. Тоа е една културолошка, значи еден културолошки феномен што е човекот што живее на оваа територија, без оглед дали е етнички македонец, дали етнички албанец, дали етнички турчин, дали етнички србин, влав, сеедно. Значи јас сум левичар, ке мене нема етноси, гледање по етнос. Ние сме преполни со гени. Преполни со гени. И многу би било евгенички да размислувам така. Но, ете, велиме дека огромен број на луѓето во Македонија се да кажеме поделени токму по таа етничка линија, токму поради многу нискиот економски стандард. А ние и граѓанскиот статус го нема. Но имаме еден проблем. Најголема движечка сила, имаме... која споредуваме Франција, таму не се гледа дали се баскици, ова, оне и така натаму, затоа што се идентификуваат како граѓани обесправени. Па нешто се фасцинираа македонците од протестите во Франција. Не знаат зошто. Тоа беа за пензиските реформи, кога да идат во пензија. И победија. И победија. И наместо да идат на 60-62 жените, ќе идат сега на 58. Така, нивните барања. И мажите беа на 60, мислам. И мажите на 62, мажите. 4 години. Али победија во барањето. Ама, Ана, јадеа ќотек како магариња. Со денови гледавме како се буня. Јанко, француска револуција се случила пред колку векови? Во Франција. Во Франција. Не се случила во Македонија. Памтиш колку револуција во векови? Македонија? Никогаш немало. Револуција имало во Русија, во Грција, во Франција, во Германија немало. Вистинска, да. Они генерални мигранти биле многу оделе во Америка, она глад за криза за леп, за компир, 19 век па се преселуваат во Америка, огромен број германци и така. И дека вистинска револуција французите. Комунистичка партија има партија која ти вика бе македонци постојат, признайте ги, не правите идиоти и така натаму. Грците, демократијата им го дозволува тоа, ние такво они имаат и анархисти многу во Атина. И анархисти. Вие анархисти. Значи они какви интелектуалци се, паметни, какви движења. Значи они ние со 103 само ги фаворизиравме како бендови, како уметници, видеоарт.
Тоа е дури еден страшна Ципрас, субкултура. за кој немам многу високо мислење, но морам да го спомнам, се сеќавам на собрание кој се обрати на комунистите и им рече: не сте го прочитале добро Ленин, односно можда сте го прочитале, ама не сте го разбрале. Па заради Мирка Гинова, што знаете која беше и колку вас ви значи, нели не гласаа за Преспанскиот договор, најверојатно некои други причини, они никогаш не гласаат со мнозинството. Они се секогаш во опозиција. Комунистичка партија на Грција. Се многу интересни. Они се секогаш имаат доста пратеници и секогаш се во опозиција. Никогаш не влегуваат у власт. Никогаш. И што е по тебе решение да се направи тој шифт позитивен, за да можеме ние како граѓани малку правда да внесеме во нашите животи? Еве, не викам дека тоа ќе се реши. Партиската свест. Прво, најголем проблем е партизираност. Партиска свест има во Македонија. Сакаш да кажеш дека секоја партија ќе се повинува токму на оваа струја? Еве пример за овие протести ги повикувам сите, ВМРО-вци, СДСМ-овци, левичари од левица. И пак нема да дојдат, тој од партија нема да им кажат. Дујовци, сите да дојдат. Со баби, со дедовци, со вујни, со стрини, со сите нека дојдат, со деца. Значи со кого сакаат нека дојдат. Значи мене не ми е важно кој од која партија. Ова е надпартиски. Комплетно е над партијата. Значи овде се работи за живот или за смрт. Зошто мислиш дека број на луѓе нешто би ти сменило? Нели можеби ако веќе во Македонија стои таа апатија и тој клиентелизам партиски, зошто да се иде на протест кој можеби нема да биде посетен и да биде ќе биде доволно. Во ред, ама нема да биде доволно масовен за да направите толку силна политичка промена, да биде тоа со не знам, барање за референдум, со собирање на потписи и така натаму, со лобирање. Пака, нема што тука за готов закон, какво собирање потписи, бе, само треба да проработи готов закон, бе, какви собирање потписи. Абе, готов е закон. Как ќе собирам? Ама што да собирам потписи? Значи, они неќе да го почитуваат законот. На црвено законот. се стои, на зелено се иде. Не, многу просто. Потписи да собереме дека е тоа така. Дека тоа така, не може да се знае. Ова е абсурд. Абсурд, невиден абсурд. Ова е абсурд, ова е лудило, не можам да го сватам. Не можам да сватам. Ама нема да престанеш да се бориш. Велат, нема шанси. Против глупоста се борам сега. Сега се борам против глупоста. Купоста. Се со вас и зад вас. Но Пасаран, значи, успешно многу, ти го кажав и на почеток, со Маријан Ненов, одличен, топ, одлично здружение. 2 процеса у Страсбург се добија со Бек, за исклучение да го добија. Значи следен гостин Маријан Ненов треба да ми биде. Да, па да. Добро, окей, договорен ми е сега со вас, еве, одличен, јавно. Он, например, неговата борба со енергетскиот сектор и криминалот во енергетскиот сектор е фантастична. Па тој беше тука, бе, ако не се лажам, он е ситниот малку... Висок. Не. Висок. Не. Висок човек, црн. И сега бе, Турина мисля да го барам. Он бил повеќе пати во сонце, ама можда не бил кај тебе. Инаку тој бил повеќе пати на оваа телевизија. Па сега збориме пред короната тие емисии кои се правеа. Еве го. Да. Беше март 2019. Кај мене е ова, во Јади Бурек. Да. Па пред короната било тоа. Пред корона. Борец во енергетскиот сектор. Овде е 40 минути. Добро. Сам исклучителен борец. Дури он беше и вика пократко да биде 3 години да биде. Вика ова застарување, што било наплатено, било наплатено, но Пасаран Па стварно бе за 3 години ако наплатиш. Во Германија е за неколку месеци се наплаќа. Зошто? Они ја гледаат таа камата. Каматата на Народна банка, на Централна, не можам зборот народно да го употребам бидејќи не е Народна банката. Значи Централната банка е по Централна банка на Европа, не е тоа Народна банка. Тоа е Централна банка. Просто приватни се тие. Така? Централната банка на Европа е приватна. АД. Значи тука нема ништо државно, не е тоа на Европска унија, тоа е све приватно. Приватен капитал е тоа. Сите банки се приватни, просто приватни. Дури Централната што е под Централната банка на Европа доаѓа од приватна банка ваму. Сега они имаат статут. Они се главен регулатор на платниот промет во Македонија. Па ја не знам држава да најдеш сурфај барај. Дали има држава на светско ниво во која имаш 250.000 блокирани сметки на 1,5 милион граѓани. Колку сме ние сега тука без деца да извадиме деца овона? Како бе може четвртина од луѓе блокирани сметки? Тоа е неверојатно. Дали постои таква некоја друга држава? Дали е таква, мислам дека Замбија е добра држава. Сега у Африка не ќам, можда Бангладеш, не знам. Дали постои таква држава? Ја сега ќе ви кажам. Едно писмо добив во кое гледачот ме моли, може ли да ви пратам слика да сте ја виделе вие, да сте му одговореле дали да плати. Не сакам
pogrešno да ме свати, човекот си има сигурно голема мака, замисли го овој ментален склоп. Значи, ние неќеме да се заангажираме за општо добро. Ние гледаме ако може нешто, слушај, кажи ми што да правам ја ово, она, и ќе го снема. Колку од тие што ти кукале и плачеле, 200.000 да излезат на улица, револуција се случува. Нема да излезат. Се смени име, презиме. Не излегува. Се смени устав. Не излегува. Колку пати го имаме отворен уставот? Жива срамота. Французин е законот за облигациони односи, оној должничко-доверителски однос. Од 1804 година Наполеон бил на власт, не е отворен. Па срамота е. Абе Наполеон уште бил со тоа. Кога е протестот? Капата. 29 август во 18 пред правда. Ние ќе направиме 29 август. Не е тоа на веднаш после празникот. После, значи, Добро. споен е празникот со викендот, па така нешто мислев на нели веднаш после викенд. Така? Дека луѓе во Скопје ќе бидат вајда. Сега така, таква некоја мора логика. Да се вратиме на работа. Така, Па, 29 после... е понеделник. Не, 29 е вторник. А вторник. Понеделник е неработен ден, 28 е понеделник. Добро. Голема Богородица. Клучните барања ќе бидат? Министерот за правда да се изјасни за своите извршители, што се под негова ингеренција, и да почне законот да функционира. Ето тоа. И потоа одиме до Уставен суд, значи, преку не бараме мост. ништо. Не барате ништо сметки посебно. за струја да не ви се да не плаќате како ние. Не барате ништо. Барате законот да функционира. Така е. Да се отпуши цевката. Океј, не знам дали ќе имаме емисија пред и после тоа, пошто и ја некој краток одмор морам да земам. Ти, Маријан Ненов... Маријан Ристевски исто од синдикатот. Па дојдете сите, што да ви кажам, 3 сати имаме овде кај ќе ве сретам. Кога се враќаш ти од... Па се надевам после протестите дека ќе се вратам, дека околу 1-2 септември. Ние ќе продолжиме, зашто пази сега. Што се однесува до поддршка ќе ви ја дам ова. Исто и така, Самка Ибримовски доста се заложи за ова. Бивши пратеник беше Самка и он се заложи, бај, функционираше со таа негова ПЦР партија и доста има допринос. Иначе овој закон Гале Галев го напиша. Овој промена во законот. Гале Галев. Овој знаеш од кога стои промена на законот? 2020 година. Не ќе да го гласаат. Не ќе. Муки живи. Никој не ќе да гласа. Ни СДСМ, ни ВМРО тогаш, 2020 пред короната, значи буквално во јануари 2020. Ние пред собрание се собравме поддршка да им дадеме на било кој од пратениците, бидејќи ветија дека ќе гласаат. И ВМРО рече ќе гласа. И СДСМ, и ДУИ. Не гласаше никој. Професорот пења на уста фати кога им објаснуваше на законодавна правна комисија. Кога Љупчо Георгиевски излезе со неговата партија тогаш од парламентот и ги остави СДСМ да ја спроведат приватизацијата и им даде бришан простор што сакаат да прават со Македонија, излегоа железарците на масовен протест. Ја бев 103-ка, поминуваа покрај македонска телевизија. И излезени вработените тогаш преку 2.500 вака застанати, им се смеат. И овие одоздола им викаат, елате со нас, солидарно. А овие им викаат, чао! Сите мислеа ситна буржуазија, богати дека ќе бидат. Тоа е целата приказна. Од тие 2.500 ни 500 нема веќе во македонска телевизија. Остана и извисија и вака работат по ситни телевизии. Орвел. Не, Орвел е тоа. Тоа е немањето емпатија меѓу нас у клучни мора моменти. Да има причина зашто е тоа. Да си помогнеме, немање свест дека не му помагаш нему на железарецот или токму си помагаш и себе си. На твоето дете. Ме се чудат многу. Што си запнал Јанко за пензионерите? Жена ми за 10 години ќе биде пензионер. Треба ли мизерен живот? Сите ќе бидеме. Значи се борам за себе. Не дај Боже да бидат пензионери. Прво од себични причини и дај Боже да бидеме пензионери. Одлично кажам, нема да доживееме бе човек. Огромен број нема ни да го дочекаат тој ден. Мене ми е поентата во тоа што ние од таму, значи од 18 часот тргаме, значи пред правда тука пред се тргаме према Уставен суд. Значи неуставните суди да им се обратиме, да разгледаат што е тоа што побарале трите комори. Немаш ли проблем на работа за ова? Па јас сум човек зад камера. Може би да бев новинар,
Па да бев некој исторен новинар, така уредник, можеби ќе. Ама генерално Јас сум човек зад камера. Јас сум на сепак работа мајстор. не ти прават притисок. Не, јас сум човек зад камера. Добро, тоа драго ми е што Мојот се избор ферите беше да остава бидам, мојот избор во животот беше или да бидам пред камера или да бидам зад камера. да не Ја речат, избрав слушај, правиш проблем на позиција, на опозиција, зад камера, зад камера сум. Значи немаш таков притисок. Па драго ми е што Јас сум тоа човек така. што е зад камера, значи скриен зад камера, у работата, мојата работа си ја работам кој што треба да ја работам, нели? Реализација, да, режија, да. тоа си го работам кој што треба да си го работам, нели? Тоа сум си го избрала, да бев новинар можеби. Ама и тогаш не би требало да биде проблем. И да сум новинар, и да сум уредник не би требало да биде проблем. Не би требало. Зошто би бил проблем? Тоа е еден граѓански импакт. Како ми вика мене извршителот, јас сум држава, ми вика завчера. Слушај, викам, јас сум граѓански импакт. Па сега види која појака е ситуација. Ние успеавме, викам, закон да смениме. 2 пати го сменивте, 3 пати го сменивме. И ова, викам, ќе успееме да го истераме. Ништо посебно не е ова. Груевски, само морам да го спомнам, 2013 година, Слободно, тебе ти бил и гостин тука, сам се сеќам, ја гледам 4-5 пати. 5 на емисија им гледал. 4-5 пати е доста е тоа. За 10 години, секој 2 години поеднаш доаѓаш. Груевски направи, кога виде зовре народот, најверојатно повеќето валјда од ДПМН, членови, симпатизери, гласачко тело некој, зовре народот, зашто негде 2012-2013 година се натрупале тие извршни одлуки, се натрупали, почнале да стенкаат луѓето. Направи лек специјалис, тоа е специјален закон за отпис на долгови. Он го, тоа секој момент може да го направи. Ја им реков на пратениците, сте знаат, и од ДСД сите знаат. Да, отпиша, мислам сега да не ме фатите на збор, 30 милиони евра се отпиша. Седнал Грујо со банкарите, самиот банкар, седнал со Евана, седнал со сите доверители, црни, бели, жути, големи, зелени и рекол, дечки, од денес бришеме долгови назад. Не е застаруење. Бришење беше тоа. Зошто? Бришење. Само поради една причина. Се на Она имплозија. што ти го кажа, подобро е за целата држава, за општеството и за буџетот, затоа што луѓето ќе платат сметки, Да, ќе ма тоа на купуваат. Груевски не беше системско решение, тоа е проблемот. Што Што потоа беше адхок, пак се Тоа повтори. адхок, тоа пак ќе се повтори, тоа знаеш како рецидив. Сега го подзалечиш малце. Ама ти, твојата поента е добра, дека отпишувањето на долговите, луѓето ги откочува од статус кво ситуација, кога ни придонесува едноставно и он Го нема, сам нити е терет. купувач, Да. ниту партиципира општествено, економски, никако. А вака Он го нема. 250.000 луѓе кои ќе почнат да си купуваат, да плаќаат сметки. Сега дали да се прод- тоа 250.000 луѓе или се само ги рече дека 50? се Не, толку се 200.000 сметки. должници Не, тоа се блокирани. трансакции, тоа е не, тоа се сметки. Добро. Значи луѓе може да биде 30.000. Ајде да не се фаќаме за збор. Зборам но општо, генерално. голема бројка. Сакам Голема. да кажам голема бројка. Е сега тоа тогаш кога се случи тој лек специјалис, тој е специјален закон, нели? Кој го гласа пратениците у собрание, значи прво проведени собрание, така. Јас со мои очи имам видено и сум се чудела, вака сум се крстала кога видов дека банки отпишувале. Значи банкарски долгови од Стопанска банка, од Комерцијална банка, од сите банки, значи ниедна банка не рекла не. Сега можеме ние да го толкуваме. Авторитарност. Да, авторитарност, точно. Но не е системски, што мене не ми се допаѓа. И селективен, најверојатно, имаше многу предуслови, таму многу луѓе ми се жалеа, вика мене исто има можности, вика социјален случај сум, не ми отпишаа, значи беше селективно. И селективност имаше и адхок решение. Тие две работи, он сакал да го издише најверојатно балонот. Пред избори локални беше тоа. Мислам дека локални беа Па сега и 2013. од истите причини мислам дека ќе ви помине. Се ближат избори затоа што немаат изградено, шајка немаат ставено, задолжени на сите страни, лажат дека градат фабрики, градат патишта, ништо не се случува и ќе ви направат закон и ќе го издишат балонот. Ама тоа е па на некој начин и добро. И затоа сум убеден дека мислам дека ќе ги Ја и помине, со ова не за сум да се задоволна. фалат Ја и и со да- ова не сум задоволна. Значи ќе бидам задоволна во оној момент. Кога? Јанко се слушате. Јас сум задоволна бидејќи тоа се има меѓу нив тешки криминалци. Да почнам од суди во граѓански суд, суди во апелационен суд, суди во врховен суд, во судски совет, обвинители. Значи ја на обвинителите им реков подопрен урлик, не подопрен глас, подопрен урлик, подопрен глас, со сите можни материјални докази да подигнете обвинение.
се чути. Никој не се одважува. Во нас Србија, што ќе кажам, ја нонстоп ги следам тие нивни емисии кои ќе Па повика. ево Ирала што направи со емисијава ќути обвинителство. Ништо. Србија, па покрената со она што беше убиството на Врачар, со детето, нели, кој влезе покоси. Па они нонстоп го следат. Значи сте тие нивни телевизии, таму приватни. Нонстоп се збори. Нонстоп адвокатите кога доаѓаат во емисија со законите, значи се пази што ќе каже, се надополнува другиот, третиот, интелектуалци, значи образовано. Пази според декларација, според меѓународни. Знаеш како твојот уредник бивши и мој, заради кој мислам дека ја даде главната и то на еден ја кажа со гостинот кога му рече судски одлуки не се коментираат. Како бре не се коментираат бре? Судски одлуки бе, погледни отвори протестите во САД. На А1 е кажано од тогаш како папагали сите од власта истото го зборат, да не се коментираат, само кога е во нивна корист. Васко Попетрески, мислам дека беше уредник. Васко е сега во Алсат телевизија. Во Тевар каде и да е. Ама од него потекна. Седи, немој да јадеш бурек, тоа не се коментира. Ова е правило. Јас како новинар и уредник знаеш во кој само дел. И тоа истото беше и притисок кај мене. Не сум го слушнала, јас тоа видиш, сега прв пат го слушам. Па ја го живеев тоа. Јас зошто си отидов, ми ја укина емисијата после 3 месеца. После 3 месеца. Војната те фати 2001 мислам дека беше. 2001. Сред војна беше тоа. Значи у март месец ја почнав 2001, така? Да. Кога почна пукањето. И Фрчковски се јави. Така отидов било. кај Велија ми вика, Јанко, ти си супер. Велија ме стави. Велија ме Велија побара. многу фер. За Велија многу е луѓе многу ферчина. фер, многу фер. Велија после првата емисија ми вика, ти ќе бидеш ова ми стои ми вика, Осет ти имаше ќе бидеш Велија за звезда. да. Вика, да ја тепаш камерата, да се расправаш ова, она, ваму и таму. И се што правев, ја па спонтано си го правам, нешто го слушав, ама ме осети. Вика, абе вака и вака. Имаше Јанко осет Велија за за квалитетни луѓе, осет имаш. Не можам да се расправам со овие. И после се трудеше ме врати, па за фудбал ово нешто, реков thank you, fuck you, неа бива, викам, работава тере. Знаеш ли дека Велија Рамковски единствено гостување што го имал на друга телевизија, у друга емисија, беше кај мене. Тоа која година беше? Тоа беше негде 2000... Која се кандидираше, 2006. Не, шеста. Добро, Тоа било 2006. Кога и да е. Проба. Исклучително, јас го, бидејќи работев во таа телевизија, луѓето не го познаваат. Исклучително позитивно го памтам. Абе јас како позитивен. Не треба мене ништо да ми како кажува. лик, зборам како човек го гледам вака од страна, значи како позитивен. Али тоа покажува дека структурата на говорот, политичката ориентација. Знаеш зошто ти? Затоа што како се викаше овој на Либертас, каже го, исто Ацо беше Кабранов кога беше, бидејќи ја бев платен преку она белото глувче, не ме плаќаше еден телевизија. Преку Да, они ме ангажира. И ме вика на разговор, вика, не, ми праќа вика на разговор да ово она. А ја Курлев од 103 не вртам жива сила. Ти од 103, да. Зашто на разговор викам да дојдам? Па се јавува он после по телефон на Фисни, нели? Вика, да ти кажам што треба како да правиш. Викам, кој ме плаќа? Па ние те плаќаме, не ме плаќате вие. Викам, ме плаќа белото глувче, викам. Преку нив. Тој што ме плаќа, тој има право да ми каже и ми спуштив телефон. Ама ја, сега што да ти кажам, ја и ден денес сум така. Прв пат ги слушам овие, би се интересно, Ова вака во живо, баш како на телевизија, што кажани, на медиум, стварно не сум знаела, веруј ми, не сум. Не можеш да ги знаеш? Како ќе знам ова? Не можеш да ги знаеш? Не можам да. Велија, ти знаеш дека ја бев најпопуларен со тоа време со тие спортските преноси. Знам. И ме вика Велија, бе, дај да правиме нешто. Викам, ја викам немам што да правам, освен да ми даеш овакво и да го коментирам. Викам, еве ти англиското фудбал. Нешто ми вика, Јанко, бе, ја не смеам уредувачка политика да сменам, вика, што да се каже на вести не па со овие, ќе ме линчуваат мојве. Викам, ти ако си немаш таква контрола у телевизијата, што да ти кажам? Сака преска да ти кажам. Други му ја правеа, значи, партиското влијание во А1 беше очигледно и мене тоа Велија ми го потврдуваше. Има ли телевизија Јанко у Македонија која не е под партиско влијание? Има, оваа. Да, ова е на
Ова Наш човек е што чиста желба на еден начин. Човек, Нема на еден реклама. човек, на еден човек. На еден човек нема реклама. Зошто сум тука? Ова ми е мене, што да ти кажам? Зборува беве, овие утопија. првите, деве национални да ги земеме телевизии, 4-5 национални колку се Така. телевизии, дали има една? Сите се под една контрола. дали има? Нема. Сите се под контрола. Сите се под контрола. Значи национални ме До зборуваме една да. сите национални, до една. Ту кога се затвараше ајде, нема да ги заборавам. Каков однос има до ден денеска сега се сменети уредници, веќе не се тие уредници, други уредници се сега. Некој да ме свати погрешно, имаат млади луѓе што таму работат, не се ни криви ни должни, нити знаат нешто од тоа време што се случувало, но уредниците беа многу специфични во однос на тоа. Знаеш како заврши Дури да ви филм? кажам, некои новинари се ситеа. Тоа, Да, ситење, јас да, викам, да, Македончеве, Македончеве, е. кој ќе дојде да се сити, бе. Знаеш, Јас сега на обидно со извршување, Сител до 3, сега да ти кажам, Сител 3 имаше само јади бурек. Немаше друга. ама добро, емисија. тоа беше ептено. Ама знаеш кај отиде телевизијата? Што се случи со Сител 3? Што се случи со Сител 3? Се угасна, така? Нема веќе И го. така нема. Ја нема. Нема избрка. Ја угасна на телевизијата. Ме дадоа на боки. Ја така сум информиран. И сега ти причај ми о диловима, деловима, Ние сме красотима. Ние 32 Истата години фреквенција на се која беше истите, на која беше истите- Сител 3 беше после на боки. Прва, како се викаше? Прва ТВ, така. Прва криминална. Прва ТВ испада на крај тоа што излезе. Иако види, оваа власт ССМовска, можам да кажам дека не ги жалеше своите грешки, своите, спорам овие 7, колку години се на власт? 2017 до сега има 6 години, така? Значи, доста луѓе се уапсени од нивната страна, од нивните члени, значи нивни членови со истрага и така И натаму, не ги ниеден од жалеа. дуи. Нема истрага. Дуи е посебно. Не, а, Тоа е посебно е. нешто што Да ја ова- завршиме емисијата, пошто не смееме сега више да збориме. Веќе тоа е Пошто за нешто- све можеме да збориме, против Бранко, против Груевски, против Петко, против тебе, против мене, против сите, против Џорџ може да збориме, ама против Дуи не. Не, и можеме да зборуваме против Дуи, Не, зашто не можеме да збориме. А зашто да не? Не, што ако збориме јас и ти? А зашто да не? Има ли една кривична? Има ли ири едно истражување? Има ли ИРЛ, некој мислиш? новинар ИРЛ? Има ли? Нема ништо. Значи сите се они праведни, само ние сме криминалците овдека во оваа земја. Затоа знаеш не што? можам да ја разберам адвокатска комора. Еве сега се навртам повторно Дај, на не суштината ме со која... кили. Значи со кили, да. Кили, да. Дај, не ме Се кили. у Еквадор Да не- се у Еквадор чуда се дешаваат, па го мислам. Затвори ја денови- емисијата да си идеме. Значи денови го мислам у Еквадор се случуваат, го убија човекот, леле, Не, бе, вика. тука е? Не, Таму не за беше? Кили, зборам За за Кили. го убија А. тој кандидат што беше сад. Вика, Кили, вика му Еквадор, отида таму. Што до ми Кили како беше. Да се вратам на комора, зашто е оваа емисија и зашто моето појавување вечерва е многу важно. Затоа што таа адвокатска комора не се појави, ниту ја им напишав, па се љутат нешто. Зошто не се појавија? Охридски рамковен договор имаше у Македонија, ваков, таков, каков. Така, како последица на конфликт, нели? Имаше конфликт. Имаше промена на име на држава. Никој не коментираше. Имаше амнестија на Хашки. Се сеќаваш? Да. И која власт беше Злосторство тогаш? против Ама знаеш и човечеството. кој беше на власт? Знам, И кој ги гласаш? знам. Ето така. Знам како Значи ги се бранеше случи, каде беше тогаш другар ми адвокатската? Владко Ѓорчев се 300 оправданија најде за Нема гласањето. некои работи нема оправдување, ама нема оправдување за некои работи. Едноставно нема. Знаеш што е злосторство? против Злосторство е човештвото? злосторство, се знае у КЗ Не каде застарува не без застарува. оглед на тоа. Значи, еве, Значи, за друга крајот, гарнитура ќе дојде, за крајот на твојата децата емисија, има да им ги за прогонува. крајот на Ето. твојата емисија да кажам нешто. Ај, затвори. Извршител пред сега 6-7 години можда од Кичево, кој подолго време бил суспендиран затоа што била поведена кривична постапка против него, ќе остане запаметен по примерот да одземе дете од еден родител и да го даде на друг спротивно на законот. Ве молам да предвидите образец за примопредавање на дете. Јас не одам на одзетов дете од еден родител и го дадов на другиот родител, но во записникот напишав дека предавам други ствари. Затоа што немаше графа за предавање на дете, рече извршителот од Кичево. На советување пред колегите во Скопје, несвесен дека направил тешка повреда на законот. Знаеш ли кој кривично дело е ова? Ова е трговија со луѓе. Ова влегува заедно со овие
Значи, кога му го кажав ова на еден извршител, вика и будала, вика ова За што да го има поента твоево, само одјави емисија. Кога ќе ги Не видам, се го дообјаснувај, одјави Значи, емисија, кога така ќе ечи ова. кога ќе видам да се isprocesуираат кривични пријави за извршители кои имаат тешки кривични дела, кога ќе ги видам со одземена лиценца, кога ќе ги видам да застанат пред законот, судиите кои ги подржувале, а не заштитени од некој тамо бизнисмен, кога ќе ги видам одредени доверители кои не се доверители, банки затворени, да ги нема, едноставно ги снема, зашто не се банки, тоа се тешки лихварници. Тогаш ќе можам да влезам во еден кампер и со кампер да си живеам цел живот. Ето тоа е. И да уживам. До тогаш ќе бидам многу немирна, до тогаш ќе бидам многу бунтовна и ќе ја терам работава колку што можам толку, Јанко, за еден човек, за еден живот. Госпоѓо Глигорова, ви благодарам за гостувањето. Бидете поздравени, лека ноќ и пријатно. Ја само би ви се заблагодарил вас, а последно што би советувал незе да се направи емисија Јади Симит, затоа што врие и тече како водопад, е слично како мене. Зине, крај нема, ама има што да каже. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.